Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. Добар ден од Радио Слободна Македонија, јас сум Горан Папас, вие слушате Мак сцена. Ванен ме напушти, не знам што му се случи, излеза надвор, рече Папас води емисијата твоја е. И плюс мислам дека ја имам Нина на линија. Нина? Чекайте, вратете го тој саксот, многу беше добар. Вратете го малце. Кад си ти? Кад си ти? Абе, кад си ти? Чудна работа ова, ке влезеш во емисија и главниот ќе рече Папас твоја емисијата водија. Не, па ја очекував Ване дека треба да ми направи муавет, ама добар ден. Кој Ване? Кој Ване? Чека, кој Ване? Не, Ване ху, Ване. Кој Ване? Ване кој? Добар ден, драги гледачи. Добар ден, драги гледачи од вашите слушатели. Од вашите мали радија. Ме бараше ме на некој или не сум битен во приказна? Не, правиме муавет, со Горенца немаме видено долго време. Нина, слушаш некој како да каже нешто? Нешто слушна? Не знам нешто, имаше нешто. Имаше нешто, некој звук. Не беше ти тоа? Не. Вака да ви кажам нешто, да ви кажам, имате 30 секунди фора за да си поправите приватен муавет. 30 секунди само. Не, јас и Нина 30 секунди за мене и за Нина е ало. Мислам, абсурдно. Не, ни ало, само ало. Нина, добар ти ден на тебе. Добар ви ден и на вас двајца. Добар ден и на Горан Папас. И да ги поздравиме слушателите, да, ова е Мак сцена. Горан, ако сакаш да бидеш радиоводител, не е проблем. Може секој четврток заедно да се водиме. Поубаво е кога... Не знам што ќе понудите од финансиски аспект, треба тоа да преговараме. После 13 част. Ќе закажам. Па Нина, ти... Дали некој зборува, дали слушаш некој за пари нешто или... Се јави одма за пари. Вака сега, имаме нешто ново од Нина и од Горан, со кое што всушност ја стартувавме и оваа Мак сцена, затоа и Нина ни е на телефон. Обично ова време работи на работа и многу малку ја имаме во Мак сцена преку ден Нина. Нина работи? Не сум денеска на работа. Денес имам day off. Кај си, Нина? Дома. Дома? Може? Што правиш дома? Па еве, ве чекав да ме се јавите за да ме уклучите во радио. Одлично. Кажи ми каков е Горан за соработка? Катастрофа. Катастрофа. Горен за соработка како фантом, например. Како? Да, има поент. Како фантом е затоа што ние уопште не се видовме. Додека се снимаме. Вистина е така, вистина е. Значи си го сними секој својот дел и после му рековме на масовски, ајде, да видиме. Do your magic. Да видиме како ќе биде. Горан е еден од најпозитивните ликови кои што ги имам запознато во мојот живот. Јако на почетокот мислам дека е одвратен, дигнат малку така, арогантен, да. И јас уште мислам така, да ти кажеме, 10 минути сме тука, не ми направи муабет, ништо, не? Не, ако ви сметам да си одите, ќе ја водам емисија. Не, ќе ти го смени мислењето, ќе видиш. Да. На почетокот мислев дека е тако, меѓутоа отидовме во Лондон прошлиот март. На покана на кралицата, тоа кажи го, на покана на кралицата, кога бевме во Лондон. На покана на кралицата, мислам, добро, сега не кажуваме сега. Добро, ајде, не се фалиме. Знаеш сега дека подпишавме на Пушборд таму за agreement. Нина, остани на телефонската линија минута и пол, пуштаме реклами па продолжуваме со разговор. Може ли? Ајде. Може. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Мак сцена денеска на гости го имаме нашиот саксофонист Горан Папас. Не било саксофонист, било саксофонист. Некои пишуваат со А, некои со. А од другата страна ја имаме Нина Јанева. Причината што и Нина имаме телефонски, тоа е што остваривте заедничка соработка. Вчера во етерот лансирано нешто на вистина добро, со кое што ја отворивме оваа Мак сцена, ќе слушнеме уште еднаш на самиот крај. Нина, не те прашавме, имаш деј оф дома си денеска? Да. Кога стана? Тоа ни е многу битно да го знаеме. Нина, дали стана? Или уште лежиш? Не сум уште. Дали стана, Нина?
пред околу 1 сат. Не знам, ќе смени нешто терминов, како го кажам. Па не знам, Горан нема да размисли. Се секираш дали си се наспала, не си се наспала. Нина е вечето не наспана. Да, сигурно, така си го имаме ние, на ти дај ми. На секирација сме. На секирација. Другарство ни е на секирација, си се секираме. Да. Морам да го поздравам. Најтешкото. Морам да го поздравам и Александар Масевски Масе ми пиша на Facebook, не слуша. Она што морам да го споделам за само 17 часа вашиот нов музички проект до сега има 2500 прегледи на YouTube. Значи за наши услови тука со оглед на колку нели сме луѓе тука во Македонија, навистина нешто супер како бројка, така? На немакедонски јазик. На немакедонски јазик. Нина и Горан, едно прашање за двајцата. Кој ќе одговара прв? Нина не знам прво, дали ќе. Нина. Добре, Нина значи прво. кавалер си. И Нина е кавалер. Епа, ако има девојчиња... Ајде, па во зборење. Ајде, добро, ајде, јас, девојчињата имаат предност, ево, јас ќе бидам прв, ајде. Се договорите? Да, јас ќе бидам. Кои се првичните реакции на луѓето со кои што сте обкружени? Не само луѓето кои што се познаваат музика, туку општо оние кои што ја следат вашата работа, пријателите, откако го слушна ова ново нешто. Јас прв пат го слушнав сега во Макс Сцена, кажав дека е нешто убаво, нешто светски. Да. Кои се коментарите кои што ги добиват? Па, например, мојот принцип на работа и општо нашиот принцип на работа, кога имам некој нов сингл или било што се дешава во светот на мојата музика, прво го пуштам на моите најблиски пријатели кои што знам дека се искрени така? И ќе ја гледаат песната објективно, не? Јас сепак сум некако субјективно поврзан за моите работи, што е нормално. И реакциите за оваа песна од сите беше дека е светски. Еве и колегата Дали. Колегата рече дека е топ, ми се свига, thanks. Значи, сите реакции беа подеднакво добри, немаше ни една реакција во смисла шо знам, сите беа браво, топ, одлично. Масевски може не треба да го кажам, ама ќе го кажам, ме гале, не може да ми направи ништо, не е тука. Не е тука, не е тука. Масе не слуша, ама е немокен во моментот. Дома си ке кјутиш. Да, ке кјутиш. Масевски прв пат ми призна и рече дека прв пат за некоја песна, која што он стои нели за таа песна, дека се исклучил и се посомневал фактички дали таа песна е негова. Тоест песната била толку светски звучала, посебно ми потенцира Нина, ти се колнам така ми рече, посебно Нина кога пее, тоа за мене не е баш нешто многу добро, пошто тебе те isfali, мене е ништо посебно. Добро, небитно, ке се чујам после сега ми текна во моментов. Ми рече посебно Нина кога пее, буквално се исклучувам и мислам дека песнава е светска во стилот на денешниве светски хитови и баш тоа мене ме радува. Е така Масевски ми кажа прв пат. Да, ова знаеш како звучеше? Што го кажа? Како? Во една реченица ќе ти кажам само за кратко го барам сега на Твитер. Нина, чекам и твој коментар додека го најдам тоа што треба. Да, морам да резимирам ова што го кажа Папас, да го резимирам во една реченица, но пред тоа слушам твој коментар. Добро. Мојот коментар беше дека многу ми се свига песната што ти ја пеам. Коментарот на најблискиве околу мене имаше само една критика од една другарка. Тоа е веќе ствар укуса, нели, како би се рекло. Така да не беше критика дека песната лоша, него дека е така. Не е по нејзин, не е во нејзин стил, не е по нејзин вкус. Генерално сите критики што ги приме, сите порови што додуше не им ја пуштев јас на многу луѓе песната, немам такви навики да пуштам песна на 100 души, ама на тие 4-5 луѓе, од кои што се едната е Надата Левска, другата е Дани, од кои што ми се страшно блиски другарки, третиот е дечко ми, имаше убави коментари. Кој ти е дечко, бе? Имаш дечко? Извини, Нина. Не, дечко, кој дечко, шо дечко? Не, ми се слушна нешто. Не, нешто. Ми треба име на другарката која што не ја бендисала песната, исто така. После тоа накнадно, може? Добро. Ето така. Сега она што го кажа Папас пред тоа за Масевски, дали верувал во тоа дека е негова песната или не верувал, еве еден извадок од една серија, вели: мојот брат е син на мојот сопруг. Го разбираш ти ова?
Мојот брат Е син на мојот сопруг. на мојот сопруг. И јас сум малце глуп моментот. Така звучеше тоа што го кажа. Нина, ќе се согласиш? На мојот сопруг. Да. А? Аха, тоа е тоа. Ништо, не треба да го анализираме тоа. Не, јас го разбирам маса што сака да кажа, затоа што јас не се препознавам таму. Кога се слушам, имам малце проблем со тоа да се препознам, затоа што прв пат си слушам аудио снимка од не од кавер, него од нова песна која што ја пеам на друг јазик и пробав да се абстрахирам да видам дали звучи дали на другите ќе им звучи тоа не македонски или не балкански или не шчабански или не знам како. И мислам дека ми се допаѓа тоа што го слушам затоа што доста луѓе првиот момент што ми го кажа беше ова тотално звучи не македонски тотално звучи светски. Да, шега на страна баш истото го кажа. Да ни звучи дека со не македонски сакаме да кажеме дека не знам Македонија нема добра музика. Македонија има добра музика, знае да има. Само што моментов се штанцаат глупости цело време и не знам, мој вкус пак ќе кажам, може да сум ја нешто грешка, ама чим првата реченица на сите што ја слушнаа песната беше таква, онда окей, најверојатно се погодиле некој не добар. Токму така. Сега имаме уште еден дел од разговорот околу видеото. Имам две навистина прашања кои што сакам да ми ги одговорите, но пред тоа слушаме кратко промо. Нина, биди тука. Ние ти се јавивме или ти ни се јави? Не, добро, ќе си последам ја на реклами. Да, биди си тука, ние плаќаме, ајде. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Цена на радио Слободна Македонија. Споделив и фотографија од студиово. Нина, може да одиш на нашата фан страна на Facebook, Радио Слободна Македонија, да го видиш Папас и да не лајкнеш. Така, мораш. Прво прашање до Папас. Излезе видео за, на официјалното аудио, ставивте фотографија за да ја има и на YouTube. Наскоро ќе има видео. Зошто Нина е замижана со едното око, а со другото гледа на страна? Кој ја избираш оваа фотографија? Ти баш си се средил во очите добар, така, а Нина... Слушај, ако ќе ти кажам после емисијава, во смисла нема да видат луѓето џабе ќе ти објаснувам сега, од какви слики го направив тоа и на каква апликација го направив, ќе речиш... На телефон. На телефон, да. Значи, графички дизајнер е Горан Папас во случајов. Дали е добар или лош, не знам. Ама знам дека реакцијата од Нина беше кога ја пратив сликата, се смееше сигурно едно 5 минути. Се смее, поготово за замижаното. Слушај, Нина, знаеш дека пробав така да се сликам со едно затворено, а друго толку налево? Успеав. Ти се колнам дека успеав. Ќе видиш. Ама јас не сакав да направам проблеми во соработката, мислев... А не, џабе ти може само да ни направиш да ти ја запатиме емисијава, муаве да ти Ќе има и видео, се надевам дека ќе внимавате на очите малку тогаш. Не, се работи на сценариото, ево и Нина Муаветов може би не го знае, сега ќе си го слушне. Ајде. Нинче. Спреми се. Да, значи спотот ќе 90%, 99% ќе се работи. Ќе се работи. Спонзори има Нинче, не се работи, да, ќе се снима и во СК и во ОХ. Единствената замисла на тоа е дека спотот треба да е многу динамичен и да има двајца во спотот кои што ќе се лидери, тоест носители на приказната. Јас и Нина ќе се појавуваме како небитни фактори во видеото. Купувате продавница. Како асистенти. Да. На камера. Како случајни минувачи кои што свират за корка леп. И стварно што. Да се замисли. И двајца се на друг со куверот. Да. И во принцип тоа е планот. Сега екстериорно ќе се работи. Спото нема да биде во затворено, нема да се работи во дискотека, значи ќе се работи на отворени улици, сигурно ќе има некои возила, сигурно ќе има некоја гужва, сигурно ќе има некое сонце, така да се надевам дека за брзо ќе имаме и видеозапис. Нина? Да. Ќе мора да те исклучиме веќе. Сметка се прави.
Зашо да ми исклучите? Па 11 има уште 20 дена до крај на месец. викнавте на гости. Па не знаевме дека имаш дејов. Од Охрид го затегнавте да го викнате. Добра, ја чекај, ја претерав малку со гостување. Нина, да ти кажам право, Паузирам. ти држеше вода, Муабетов. Од Охрид дојде Горан денеска? Да. Аха. Вака, кога размислам, паметно кажа. Паметно ни го кажа. Нина, ќе ни фалиш, ни беше супер со тебе телефонски. И ај стани веќе време, стани, Стани веќе полека. Хвала многу што ме уклучивте вака што ме дадовте привилегијата да поразговараме малку. Со Горан да поразговараш, така? Нема проблем, Нина, јас за тебе знаеш секогаш. Јас Не, за тебе така. секогаш ти се јавувам. Полутенска бања. Ние кога му споменавме дека ќе те вклучиме, не направи никаков проблем, баш не изненади, нели? Кажа, ако е мој фан, ќе ја вклучиме, не е проблем, ќе ја честитам роден ден ако треба. Он ми пиша мене на Вибер и слушам дека ќе се уклучено во емисија, ќе сме правеле. Се фалеше дека ќе ни биде гостин? Молим те све, да. Аха. Молим те, вика све што ќе правиме муавет, да стрикно професионално, да држиме, да личи дека се сакаме, тоа дека сме забавни многу двајцата. Мислам дека Ми пиша успеавме. на Вибер и ме предупреди, значи ја мислев така. Мислам дека успеавме и нашата љубов ја доловивме на слушателите како таква вистинска. Како таква. Важно е љубовта да победи на крај. Љубовта. Точно. Љубовта. Фала ви многу што што му клучевте во емисија и што ме го разубавивте овој прилично досаден ден, пошто не сум на работа и не сум никаде. И се надевам дека на слушателите ќе им се допадне на тие што немаат слушната се уште, ќе им се допадне песната. Пошто не знам така изгледа спонтанно и баш е направено од срце. Добра, се трудиш да продолжи понатаму да работиш, Нина. Мислам дека има многу потенцијал во тебе и дека ќе направиш многу за Македонија како пејач. Што ли предвидуваш за... И јас и ако ти треба некојаш за било што саксофонист да ме сметаш, добра? Да не ми сметаш, него да сметаш на мен. Не можам више готово со вас. Чао. Ти благодариме многу што се вклучи, што го израдува Горан, за барем за миг да му изнудиме насмевка на неговото лице. Сакаш да кажеш дека пред ова не бев насмеан? Па не знам. Горан, да слушнеме малку музиче, нешто од твојата музичка коина, па да си му обетиме ние ќе вклучиме некого уште некого, сакаш? Од Охрид? Па нема потреба, мислам дека може да чуеме една песна. Ајде.
на радио Слободна Македонија. Македонско. 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Горан Папас денеска наш гостин, мора да повторам уште еднаш дека дојде директно од Охрид. Со кола. Со кола си? Со кола, да. Возев и дојдов. Горан, кажи ми, добре ве најдов. Добре не најде, возеше што возеше. Вчера исфрлив на вистина многу добро нешто со Нина и со Масе, посветивме внимание на тоа. Сега сакам да те прашам дали ова ќе биде најава за албумот кој што го подготвуваме. Дали е најава, Со дали Масевски значи тоа? албумот веќе малте не е завршен, Така? тоест не е заокружен, меѓутоа не сакаме да го издадеме по секоја цена. Во смисла не сакаме да го издадеме колку да е издаден, сакаме да го направиме тоа на едно повисоко ниво, по-скапо ниво, значи Така. со продукција во некоја добра европска куќа, мастеринг да се работи дали во Амстердам, дали во некоја во Америка, било кој од тие таму нивни светски продукции, сето тоа чини, знаеш, и во принцип главниот проблем знаеш и сам кој е во Македонија за издавање на албуми, тоа е финансиите. Се надевам дека ќе се појави некоја мецена која што ќе го поддржи тој проект заеднички наш со Масевски, нели во соработка со останатите пејачи. На албумот се гости и Диран Таветјан, Тони Зен, Евеся и Нина, така што со Господ напред мислам дека 2016 ќе е годината на мојот албум. Така? Да. Од прилика не можеме да прецизираме кој термин, важно дека ќе биде оваа година, да. Не, веќе со термини сум скаран, бидејќи некогаш планираш па нема да испадне и испаѓа дека лажеш, а некам да кажам да лажеш. Да некам да лажам, да, затоа како година ја кажав 2016, па ќе видиме што ќе испадне. Си беше и во Лондон. Си бев во Лондон. Исто многу е битно да се потенцира, знаеш, е многу битно да се каже дека ова е проект прв во историјата на македонската музика кој што се работи специјално за саксофон. Знаеш, таа луѓето не го знаат, бидејќи не се доволно информирани во тој дел, во тој сегмент. Така што не е мала работа да си пионир во таа област. Така што со Масевски ние работиме на нешто кое што ипак се запишува во историјата како нешто прво. Така. И Мислиш ли дека немав подготвено прашање од стилот на од кога твојата љубов кон саксофонот? Кога првпат Дали си залюбен? Дали си залюбен во саксофонот? Кога првпат ја почувствува потребата да земеш саксофон во раце? Најмногу ми се допаѓа инспирација? Која е прашање? Најмногу интервјуа ми се допаѓа бидејќи е спонтано и бидејќи ги нема тие прашања, мислам. Веќе го имам кажано 100 пати и веќе ми е спремен тој одговор и не го кажувам. Не, шега на страна. Да. Бодиме со реклами, па да се одјавиме. Ајде. Може. Точно денешна приказна ја вклучивме Нина, пред да ја вклучиме Нина ни дојде Горан со кола од Охрид. Си ја најавив емисијата. Ја вклучивме Нина, промовиравме нова песна, најавивме албум, ни беше опуштено за прв пат во Макс Сцена. Горан, се надам дека ќе се гледаме уште многу пати годинава. Апсолутно. Овој повод беше многу убав за моето прво гостување во Макс Сцена и ете нека ние уште еден поголем повод за понатамошни. Кога ќе биде албумот, здравје да го испромовираме. Апсолутно. Со еден убав концерт тука во студија. студија. Да немам нова песна, ќе дојдам некојаш. Да си помовитеме кафенце, да правиме кафени, да. Железни парички прима нашиот апарат од 5 и од 10 денари ќе си донесеш. Сакаш да кажеш дека веќе должам пари за кафето претходно? Не, тоа прво кафе. Прво кафе, зашто немаше ситно. Ти благодарам многу за твоето гостување, навистина ми беше мило. Фала ти на вниманието, ми значи ипак ме деливте голем простор временски за промоција. Поздрав и до Масевски, поздрав и до Нина, поздрав до цела тука екипа. Стварно сте сите прекрасни и само продолжите
брзото со тоа темпо на работа. Ти благодарим уште еднаш, кога сме кај екипата, да ги поздравиме и слушателите и да ги поздравам од екипата, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Давчев. Имаат и видео од емисијата која што ќе биде објавено на нашиот официјален канал на YouTube Радио Слободна Македонија веднаш после завршувањето на емисијата. Музички уредник Иван Бечковиќ, ваш водител уредник Ване Марковски, сето тоа во продукција на Радио Слободна Македонија 11 февруари 2016. Еве за крај. Еве Нината наша. Еве Нината. Ова е нешто ново од Горан Папас и Нина Јанева. Вчера го добивме во радио, еве го денеска премиерно во Макс Сцена. По втор пат го слушаме ова нешто добро за крај од ова денешно издание. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Макс Сцена со Ване Марковски.